Alfa mažjak se prepoznava po feromonite. Ženkite go prepoznava i da nego vidat. Koga alfa mažjak je vleze vo disko, ženkite ili damite, se zboruvame biologija, medicina, neli, go prepoznavati iako nego videle po feromonite, po ona što go ispušta kako miris. No, znak na maževnost. Alfa mažjak znači da bide silen, znači da bide nežen, znači da zna и да заплаче. Шон Конери, веќе кога го спомна, нема да го заборам, сега се асоцирав на негова многу интересна приказна. Водеше љубов со една гејша, јапонка, кај нели беше преправен во јапоници, неповторливиот Джеймс Бонд, но не ги издепилира градите, остана со оној љубовен килим. И објасни на гејшата, вика, па зарем може една птица да свие гнездо на гранка без лисја? Одговор нели на денешните метромени кои се депилираат од глава до петици. Но ова што го спомнавме за алфа мажјак, ако ми дозволите, професор, ја препознавам во вас алфа мажјак, еве Ангела, може би ќе се сложи со тоа, Ангела? Ај, немој да се сложиш. А ако веќе сте ви алфа мажјак, дали е Ангела омега женка со тоа што незиниот збор е последен во вашата секојдневна комуникација? И последен и прв. Не, ние дискутираме за сите наши планови, за све она што сметаме дека е потребно да го реализираме, да направиме, да планираме годишни одмори и така, ние дискутираме без оглед чива е идејата, може да потекне од мене, може да потекне од нејзе. Не одлучуваме веднаш, оставаме да се искрчка тоа, па често пати. Мислам дека Ангела е одличен мој коректор на мојот темперамент. Јас сум до некаде импулсивен. Мене другарите кои што добро ме познаваат ме викаат Вучко заради тоа што гризам. Односно увек сум за. Ангела е порезервирана. Ја веднаш викам да, ќе правиме некоја експедиција, ќе правиме вамо, јас викам да, и зимам ранецот се пакуја. Нема вика чекај малце да проанализирам. Избри до 100. Да. Веќе покажете. Јас сум моторот, она е кочницата, а заедно го држиме воланот. Така е. Значи, ви баш кажавме за алтер его, дека се надополнувате истомисленици. Предпоставам, веќе кога кажавте ранецот, знаеме дека сте огромен влюбеник во природата, во животинскиот свет. Дали, Ангела, ја сакаш природата и животните или мораш да се адаптираш на неговата љубов кон природата? Како да не? Како да не, природата ја сакам, уште од дете, нели, животните исто така, сите кучиња и мачиња беа кај мене дома кога јас бев дете и сега не можам да им замерам на моите ќерки што тоа го прават истото. Значи сте истомисленици тука. Апсолутно, да. Имате дома имате репертоар на животиња, животински свет? Во нашиот двор, значи дома, бидејќи децата си уште се многу малечки, дома во просториите не дозволувам да ги внесуваат, не за друго, туку да не има скратувана слободата на животните, да. Бидејќи имаме голем двор, животните се таму. Животинскиот свет? Се. Тоа е се. Набрите ни нешто, да дојдеме во зоолошка градина. Да. Па имаме пауни, кокошки, гуски, кучиња, шарпаници, мачки, ама не зборам по едно, тоа е све множина. Голуби, фазани, имавме мече мало, имавме волк, имавме срна. Значи, бројот на животните варира и репертуарот исто така варира. Мини зоолошка градина. Господине директор на зоолошка градина, Дане Кузмановски, еви конкуренција реална кај семејството. Не е конкуренција, јас се дивам за она што го направили во последно време. Ти го били образот, браво за него, веќе кога го спомнавме. Да не заборавиме, само две нови пони кончиња треба да ни пристигнат во секој момент. Сара и Клара. Двете нови ќерки. Пресудното беше, како јас бев сигурен, нели, опрости ми Ангела, ама еден девојчурак, нели, матурант, кој што завршил уште неоформена девојка, да биде, нели, да и доверам задачата да биде домаќинка, мајка и мој партнер. Пресуден фактор играше тоа што сите кучиња кога се шетавме заедно идеа кај нејзе. Чувствуваат животните. Да, викам, кога е човек добар и кога ги сака животните, го сака животот, значи ќе ме сака и мене.
Некој од студентите се разбуди, мислам сакаш да праша, повели Стефан? Сакав професоре да ве прашам, вие бидејќи спомнавме дека сте алфа мажјак. Не, тоа јас не го тврдам, не Јас знам. го Тоа кажав, водителката заклучи. Каде постои алфа мажјак, секаде постои и бета мажјак, кој што би сакал да ви избутка и да ви ја превземе вашата прекрасна жена. О, Дали професоре. вие се чувствувате загрозен, дали постои страв кај вас? без обзира кој мажјак сте, дали сте алфа, бета, гама, делта и така натаму, секогаш постои некој или пред или после кој што сака да го завземе вашето место, нели? Или да преземе вашата партнерка, пошто за тоа зборуваме. Животот се состои од конкуренција, се состои од позиција и опозиција. Ако немате конкуренција, што ќе ве тера да бидете добри или да бидете подобри? Нели? Свесен сум дека постои конкуренција, свесна е и Ангела дека постои конкуренција. Конкуренцијата е на двете нивоа, и за мене, и за неиза. Што е штосот? Штосот е да јас се трудам да бидам подобар, да бидам добар и да ја елиминирам на тој начин конкуренцијата. Лошо е ако немате конкуренција. Ако немате конкуренција, ќе пуштите стомак, нема да се избричите, нели? Ќе мирисате на зној и на никотин, и онда ви е крив ѓаволот што не ви треба конкуренција, партнерката ќе ве напушти сам. Така? Значи тоа е добро што има конкуренција. Апсолутно, и сега чепнате едно многу мудро прашање дека љубовта треба да се негува и дека е многу важно жената. Љубовта е цвет, љубовта е билка, љубовта е ружа, која што треба да ја негувате, да ја поливате, да ја кастрите, некогаш дебело да ја искастрите, то не значи дека ја уништувате билката, него ја освежувате. Треба да ја очистите од плевело, тоа е таа конкуренција, нели, која што се труди. Така. Али това не значи да само вие треба да го правите, него и вашата партнерка. Тоа е, бидејќи две суштества треба да живеат како едно. При тоа, секој да ја задржи својата индивидуалност, нели, Ангела не е моје власништво, нити јас нејзино власништво. Ние многу често и воглавном излегуваме заедно, меѓутоа јас инсистирам некогаш да она излезе, така ли? Точно, да. Да излезе сама без мене. Нели? Не можам јас да се мувам по бутици и по најам. Пушти ме на планина, можам 13 сати дневно, али у бутик 13 минути. Зашто да ги ускратам тоа задоволство да се мува по бутици? Следува еден прилог во кој ќе видите дека не сте осамени на темата сексуална привлечност, љубов и разлика во годините. Прилог број 2, па ќе дискутираме назад во студиото. Се сеќавате на ово убаво лице, хрватскиот пианист роден во Белград. Во него беше влюбена Настасија Кински, а тој се ожени со својата професорка, 21 година постар од него. Еве го Иво Погорелич како изгледа сега. Здравко Чолик, па најпосакуваниот ерген од Вардара па до Триглава. Во него беа влюбени сите, и девојчињата, и нивните мајки, тетки, баби, сите генерации. На 59 години прв пат стана татко, има 2 керки и доволно време да им се посвети. А се здоми покрај една учителка. Ах, тие учителки. Ова е семејството далеко. Желко Бебек, оженет со Зорица, која е 34 години помлада од него. 2 деца од првите 2 брака и уште 2 од третиот брак. Доста му е. Полна куќа и душа на стариот рокер. Браво за Желко. Воја Брајовиќ, го паметиме како тихиот од пишаните. Сите го сакавме, а тој само Марија. Најубавиот партизан оженет со 23 години помлада Милица, а имаат 8-годишен син, плюс син и керка од претходниот брак, кои се актери како татко им. Генерал Павковиќ, некогаш е началник на Генерал-штабот на Србија, претера. Црквата толерира 3 брака, а тој 4, со 35 години помлада сопруга Маја, која ќе му роди 2 деца, плюс 3 од претходните бракови, генералски одработено. Майкл Даглас и Кетрин Зита Џон направија свадба заедно со керка си, сведок.
Најсексипилниот актер кој беше објавен во јавноста како еден од секс зависниците, сега е болен од канцер. Следете сликава, ова е типична слика на брачен триаголник, Деми Мур, Ештон Кучер и Брус Вилис. Кучер ќе ја улови најголемата риба во својот живот, а на стариот шармер ќе му остане да умре машки. Еве ги Деми Мур, Ештон Кучер се уште во една убава брачна приказна. Оливер Него, оперски певец кој живее и работи во Белград, а е скопско дете, излезе од гимназијата Орце Николов. Неговата венчавка беше како од бајките. Се ожени со 19 години помладата сопруга Јасна. Доби благослов од патриархот Павле поради поголемата разлика од 12 години што црквата не дозволува. Последната слика што ја гледате е една знаменитост. Верували или не, Томас Пар, кој се родил во 15-тиот век, живел 152 години. Прв пат се оженил на 80 години, кога конечно станал татко на 2 деца. На 122 години добива повеќе деца кои остануваат живи и понатаму, а неговиот потомок, Роберт Пар, живее 120 години. Ова е најстариот податок за најстариот човек и најстариот татко. Може би верувате, може би не, истражувате на компјутер, меѓутоа една информација која е баш така импресивна, дека сперматоидите се многу живи и после 150 години. Ја мислам дека живел така долго зашто прв пат се оженил на 80 години. Што велите, професоре? Нема кој да му го скрати животот. Не, мислам дека тоа му го продолжило животот. Апсолутно, апсолутно. Имате нешто да коментирате, да поставите некој прашање до ова што видовте? Значи, ние имаме и во нашето секојдневие многу брачни парови. Го спомнеме професорот Ферид Мухиш, професорот Фрчковски, професорот Крцковски, па имате Калиопи Зафирчев, таа постара, тој помлад. Професорот Јован Марич, невропсихијатар од Белградската клиника, има 34 години помлада жена, докторка, една многу шармантна, и тој вели во една изјава, вика, идеална комбинација за добар секс, за добро водење љубов е кога таа е постара, а тој помлад. Зошто? И па таа знае, а тој може. Не смем ни да ве прашам за афродизијатот како третото прашање кое треба го поставиме, зашто гледам дека животот ви е афродизијак. Сепак, дали ви требаат школки и вино или некојаш и парче леп со ајвар ви е доволно за инспирација? Афродизијак е нешто што ја поттикнува сексуалната желба, нели? И што ја поттикнува или подпомага потенцијата. Тоа би било дефиницијата на афродизијак. Немсилен и појак афродизијак од љубовта. Тоа е таја која што ствара желба, иако имате љубов или љубовна врска со особа која што ја сакате, тоа е најдобриот афродизијак. Иако знаеме да си направиме, да си скомбинираме со вино, со школки, со свеќа, со джакузи и така натаму. Пајде уште малку, професоре, скажа. Доста. Да не застраниме, да. Но сепак кажавте дека треба да се негува култ. Колку ви значи жената да ви е дотерана, да ви мирисе убаво, да не ви мирисе на сармички? Не, на сармички може да мирисе, на нема никаков проблем. Сармички, мусака и така. И кај нас целата куќа мирисе на готвење, бидејќи Ангела е одлична домаќинка. Тоа е вистинска куќа која мирисе на храна. Да. Куќата треба да мирисе на домаќинство, а не на маузолеј.